Што работи МЕПСО и како функционира електроенергетскиот систем во Македонија? Што работи МЕПСО? Системот е поделен од три дела. Едниот дел е производство на електрична енергија, едниот дел е пренос на висок напон, каде што сме ние, МЕПСО токму таа работа ја врши, и последниот дел е дистрибуција за која што си е задолжена посебна компанија. Кои се најзначајните проекти на МЕПСО во моментов? Со цел да постигнеме намалување на загубите низ нашата мрежа и низ нашите трафостаници, ние имаме еден прилично обемна активност на модернизација. Што значи тоа? Во тек сме на подпишување на договор со Европска банка за обнова и развој за добивање на 20 милиони евра средства, кои што се позајмица, по реално поволни услови во моментот. Дополнително на тој износ ние обезбедуваме и наши средства и тие средства ќе ги употребиме за неколку проекти. Меѓу позначајните е токму модернизација на 6 далеководи. Тоа се далеководи кои што се изградени пред околу 50 на години, кои што се состојат од бетонски столбови, кои што после 50 години е нормално да бидат во некоја лоша физичка состојба и кондиција, и да ги замениме со нов тип на столбови кои што ќе обезбедат доверливост на системот во следните 50 па и повеќе години. Тоа е еден од деловите. Паралелно, значи, на реконструкција на постоечките далеководи, ние вршиме со овие средства што ќе ги добиеме од Европската банка за обнова и развој, ќе направиме модернизација во трафостаниците. Значи, во моментот сме во завршна фаза на градба на трафостаницата Петровец, кој што ќе обслужува мултифункционалната зона Ќојлија, која што е исто во тој регион, во Скопскиот регион, значи. И тука ќе имаме подобрување на напонските прилики во неколку општини, значи општина Петровец, општина Илинден и во целиот тој крај. Очекуваме дека до нова година оваа трафостаница ќе биде пуштена. Освен овие средства, значи, кои што би ги употребиле за овие проекти, ние во моментот имаме и градба на нови далеководи. Тоа се далеководите од Штип до српска граница, со кои што ќе направиме енергетско поврзување. Тоа е второ енергетско поврзување кон север. Тој далековод е во вредност од околу 10 милиони евра. Во постапка сме, значи, на обезбедување на градежна дозвола, после која ќе почне градбата. Очекувам реално дека до крајот на годинава ќе почнеме со градба. Вториот проект во фактички кој што се обезбедува со средства од Светска банка е градба на далековод, на нов далековод фактички од Скопје до Тетово, кој што е двосистемски на 110 киловолтно ниво и чија што вредност е отприлике околу 3 милиона евра. Како се врши дистрибуцијата на електричната енергија и како го одржувате системот? Значи, основната дејност, пренос на електрична енергија низ високонапонската мрежа, ние може да извршиме токму низ нашата опрема. Наша опрема што е? Тоа се високонапонските далеководи на 110 киловолти и на 400 киловолти и кои што се вкрстуваат всушност во трафостаници. Вкупната должина на далеководите низ која што ние ја пренесуваме електричната енергија во Македонија е околу 2100 километри и соодветно тие се вкрстуваат во 53 трафостаници. Преносот, за да го вршиме, значи мора да го вршиме низ таа мрежа која што ја имаме, а за да биде доверлива мрежата, мора да правиме одржување, мора да правиме модернизација на мрежата и соодветно да ја управуваме во реално време. Значи ние
во реално време го балансираме системот, односно го изедначуваме побарувањето со потрошувачката на електрична енергија. МЕПСО важи за компанија која често помага во различни области. Посочете ни дел од проектите во кои сте вклучени. Дел од средствата кои што фактички представуваат заработка на АД МЕПСО, ние ги враќаме во вид на донации од јавен интерес. Да ги спомнам покрупните, тоа се скијачките центри, развојот на скијачките центри Пониква и Крушево, преку додавање на нови реквизити кои што ќе овозможат на една нова категорија скијачи, сноубордери да имаат каде да и во Македонија да се рекреираат. Освен во делот на градба, значи инфраструктурни објекти што ги помагаме преку на овој начин, ние даваме и донација на одредени спортски клубови со цел развој на спортот. Пред се би го спомнал тука и би ја истакнал донацијата на клубот МЗТ. Помагаме онаму каде што е потребна помош. Во делот, значи, на спортот, на подигање на животниот стандард на граѓаните, во здравството, во сите области каде што е потребна помош.